Од 500.000, 100.000 семејства во државата секојдневно фрлаат храна вредна 30 милиони денари. Во просек дневно фрлаат во вредност од 50, што на годишно ниво е 300 евра, анализира Душко Христов од Банка за храна на Македонија, кој веќе 13 години работи на оваа проблематика. Парадоксални се информациите кои што нашето општество ги поседува, односно ги живееме секојдневно во Македонија, се фрлаат огромни количини на храна, помеѓу 9 и нагоре 1000 тони. Тоа е храна која што може да го нарани нашиот источен град Кочани, една година сите граѓани на Кочани да јадат. Од една страна, од друга страна имаме над 70.000 луѓе кои што имаат 2 до 3 оброци неделно. Не е тоа дневно, него неделно. И наспроти тоа имаме домаќинства кои што несовесно манипулираат со храната која што може да се ја приуштат. Овој податок ги избунува обичните граѓани кои едвам врзуваат крај со крај. Голем дел од нив храната не ја фрлаат, се однесуваат домакински. Не, само ако има да фрлам храна, ја пуштам на пиленцата, на мачките, на храна. Не фрламе. Не фрламе храна. Кој ти кажам, нек пат фрлам, нек пат не. Никош. Лепчени храна никош. Парадоксално е што Македонија по сите статистики е сиромашна држава, но количината фрлена храна е исто како во развиените земји. Ово го покажува извештајот за индекс на фрлена храна на Обединетите нации. Затоа во овој контейнер се фрла она што е веќе расипано или што е веќе употребено, а не она што може и понатаму да се употреби. Граѓаните се децидни. Не е во ред на оваа скапотија да се фрла храна. Не е добро тама работа храна да фрли сега на во време на оваа скапија, тоа е. Треба ред да се стае. Нека соберат, нека предадат на кој што треба. Податоците доаѓаат со сознанието дека Македонија е на 8-то место во светот по фрлена храна според бројот на жителите. Годишно во државата се фрлаат на 9000 тони употреблива храна.